Добро вечер. 7 годишнината од подпишувањето на Преспанскиот договор помина сосема тивко, едва и некаде во рубриката настани што се случиле. Одамна заврши неговата употребна вредност или додека се надевавме дека тоа е пробив кој ќе затвори скоро се, по членството на Македонија во НАТО и преговарачката рамка со Европската Унија од 22 година, буквално 3 години е потполен молк или прекин на било каков процес. Македонија ги знае своите обврски, но надежта дома дека со промената на власта може да се пронајде креативно решение кој ќе ги заобиколи опасностите кои можат да дојдат во Софија поради вметнувањето на протоколите и договорот со Бугарија во преговарачката рамка или во обврските за следење на низ европскиот процес. Сега веќе слободно можеме да говориме по една година нова власт дека не сме на чекор во потрага на креативно решение или подобро речено, повеќе се движиме кон еден замрзнат процес во кој е потполна мешаница од аргументи. Има такви кои се убедени дека вреди да се чека, оти Европската Унија ќе мора да се промени одвнатре. Дека некои од процесите се доволно загрижувачки или заканувачки и ако сака пакет на проширување, таа ќе мора да го ослободи процесот од деструктивноста на билатералните барања. Во меѓувреме и Софија и Скопје ги користат сите отровни стрели меѓусебно, повторно да создадат наратив кој што многу повеќе дели отколку воопшто може да најде некаков заеднички именител. Има ли навистина моментум? Што всушност сакаат да кажат гостите кои доаѓаат во Скопје? Што можеме да исчитаме за таа формулација на Софија дека се е во ред, ништо не бараме повеќе, освен спроведување на превземените обврски или интерпретацијата од Скопје на властите дека со мало искушение во Европскиот парламент ви покажавме и видовте дека зад сцената не треба да се отстапи ниту 1 милиметар, бидејќи тоа што го сака Бугарија и што ни го презентира сега преку амандмани во Европскиот парламент е всушност единствената нивна обсесија да не претворат во нација буквално од вчера или формулацијата на презент, значи само сегашна, без корен или ако се навраќаме кон коренот, тој секако треба да биде бугарски. Можно ли е сериозна дипломатија да не прави проценки зад сцената, а ние едва и да разбираме за што всушност се работи, за Македонија да препрочита или пронеде својата шанса и креативното толкување да исчекори? Дел од овие прашања вечерва се за мојот гостин Никола Димитров. Поважно ви е тоа председател на Солуција денес, отколку својството кое може да ги покаже сите капацитети, поранешен министер за надворешни работи и вице-премиер за европски прашања. Благодарам. Сите би се важни. Иако е актуелното некако, убаво е да е прво. Добро, Солуција ќе ви даде повеќе маневарски простор, а ако одиме во другите компетенции, ќе имам прилично подпрашања, какви што да речеме на дефинитивен и затворен начин кон вас имаат, да речеме, вамаровските кругови, кои нималку не ве делат од овој другиот што ставал шајки во нозете, рацете на македонскиот идентитет, или сум слободна да речеме во ваше присуство, сметаат дека првиот голем предавник и големиот греф е на Никола Димитров и тој на ниеден начин не го сакаме на оваа страна во објаснување на некакви нови околности, опасности, затоа што главното предавство е тоа во нивици. Сте ги слушнале, не ништо ново што ви го кажа? Околу Преспанскиот договор? Тука има... Кај нас никако не успеавме да се обединиме околу овие клучни, големи, државни и национални интереси и за жал овие теми се многу често сведени на партиско препукување и на дневна политика. И мислам дека двете страни, барем за мене, прават една грешка која ги фалат Преспанскиот договор и пакетот што го стави на маса Франција на крајот или неколку денови по нивното председавање со Советот на Европската Унија, нели што практично се усвои во јули 22 година, бидејќи за мене тие се суштински спротивни.
И проблем е и која ги критикувате на еднаков начин, Преспанскиот договор и ова, и која ги фалите на еднаков начин, бидејќи Преспанскиот договор содржи афирмација на македонскиот идентитет и македонскиот јазик, а дел од овој пакет содржи официјално писмо од Софија депонирано во Брисел дека македонскиот јазик е сиромашен дијалект на бугарскиот јазик. И во таа смисла фрапира изедначувањето, било во критиката, било во фалбата. За овие прашања, јас не сум оптеретен, јас бев, се разбира, во политиката, меѓутоа некако партиски човек, и не сум оптеретен од каде доаѓа ставот. Го немам оној механизам, ако доаѓа од другата страна, тогаш е по дефиниција лош, ако доаѓа од мојата страна, тогаш е по дефиниција добар. Мислам дека треба малку да се ослободиме од тие партиски наративи за вакви големи прашања. Мене ми е јасно дека Преспанскиот договор беше злоупотребен во домашниот политички наратив, веројатно беше и погрешно пласиран. Беше пласиран како нужното зло што мора да се голтне за да ги отвориме вратите во НАТО и во Европската Унија, и не се стави доволно акцент на помирувањето со Грција преку од нивна страна прифаќањето на нашето право да кажеме кои сме и каков јазик зборуваме. Македонци, македонки кои зборуваат македонски јазик, и дури фразата промена на името што го употребуваат членови на претходната влада и секако во големите критики на опозицијата, при тоа знаејќи дека во синтагмата Република Македонија и во синтагмата Северна Македонија именката е иста и е Македонија. Ние не станавме нешто друго после Преспанскиот договор. И мислам дека има една голема нерационалност во таа смисла и има едно непознавање на почетните позиции на Грција. Мислам дека 7 години по случувањето на Преспанскиот договор, страстите се поприлично подсмирени, заостануваме во имплементација и од двете страни. Меѓутоа, фактот што проблемот беше решен и тоа што двете страни ги направи исто или слично незадоволни, зборува дека тоа бил еден добар компромис каков што можел да биде направен. Тоа што ни било најважно нам, идентитетските прашања и дистинкцијата, тоа што беше најважно за Грција. Тој договор немаше аспирации да ги протолкува нештата на начин на кој што тој имаше намера да направи сериозна дистинкција по прашањата во кои ние имавме конфликт околу разбирањето Македонија, македонски со грците. А забележувам сега еден тренд дека кога се поставуваат прашањата сега од ВМРО-вска позиција толку се издига на високо ниво значењето на тој член 7 во договорот од Преспа, иако ако ги видиме сите изјави на првенците од ВМРО, тој беше најкритикуван како обезличување на македонскиот идентитет, на делење на две страни на македонците, но во основа сега по завршената приказна, тој нема намера по содржина да опишува каква е таа историја, народ, јазик, туку во своите 5 члена, вклучително и 5-тиот став, 5 става, вклучително и 5-тиот во кој ние декларираме дека нашиот јазик е словенски, само ја прави дистинкцијата за тоа што Грција ги интересира да раздели или расчисти. И дека денешната врева дека тие прашања ги затворивме со тој договор, веројатно не сосема јасна и затоа сме сега во оваа каша во која што сме со бугарите, како да изгледа дека одново ги отвараме темите, иако тие одат сега по некоја друга своја логика низ другиот договор кој што го имаме со Бугарија. Знаете дека тогаш описот беше дека вие на масата ставивте подпис за најголемото предавство на националните интереси, идентитети, се
останато. Сега би можеле да ги прашаме, ако тогаш се продадовме, всушност, од што сега се плашите дека можеме да загубиме? Од еднаш загубените работи не можете повтор пат да ги губите, но очигледно времето потврдува дека не е така. Дали со искуство, на начин на кој што бевте толку долго околу прашањето за решавањето на спорот со Грција во различни својства, како преговарач, како човек кој што беше на листата на нашата влада пред судот во Хаг и потоа ефективно во процесот на решавање на прашањето со Грција, сте подготвени с други очила да го гледате сега овој процес што правиме со Бугарија, затоа што тоа беше првиот договор за кој што се пофаливме дека е наше авторство без меѓународни фасилитатори. Јас бев во тој процес вклучен 15 години. Од 2003 и претходно како дипломат, меѓутоа тоа прашање директно ми беше дадено во 2003 кога станав официјалниот преговарач на Македонија со Грција. Василакис беше, со Ними, сега да не губиме време, да не се навраќаме. После тоа бев, меѓу другото, бев амбасадор во Вашингтон, кога во ноември 2004 година. Тогаш САД ја призна Македонија под уставното име и бев многу важен дел од малиот круг на луѓе што беа вклучени во таа мисија, што траеше 3 години. Потоа бев козастапник пред Меѓународниот суд за правдата во Хаг, спор што го добивме. Меѓутоа таа правна победа не се преточи во нова политичка реалност. Вратите на НАТО останаа затворени. И потоа како министер, мојата прва посета во јуни 2017 година беше токму на Атина, каде упатив порака, ако сакате да имате предвидлив, добар сосед, европски сосед, ајде да видиме дали можеме ова прашање да го решиме. Така почна процесот на решавање. Не е сега ова реминисценци како беше процесот, сакав само да потсетам. Точно е на сериозно искуство во години во која имате политичка елита во Скопје која безмалку се однесува дека времето работи за нас, тоа дури јавно го зборува, дека вашиот мандат е да се одржува приказната, да ги пробуваме варијантите со посредство на Нимиц, за да на крајот сватиме дека времето не баш работело за нас и треба да седнеме и да сработиме во политичка смисла со сиот капацитет и одговорност, точна формулација, и вие велите дека се најдовме во компромис во кој двете страни не се задоволни и тоа на некој начин потврдува дека тоа е добро решение. Јас сега ве прашувам, договорот за добрососедство со Бугарија е без меѓународни фасилитатори. Сега со ова искуство, колку време одеше патот за Преспанскиот договор, мислите ли дека оваа тема, која навидом тврдат дека сега одеднаш експлодира, некои велат, знаевме дека тоа ќе биде потешкиот дел од приказната, треба да чекаме на тој трпелив начин да ја работиме, за да ја доведеме до шанса за наш резултат? И што е всушност нашиот резултат? Ние имаме, за разлика од спорот со Грција, кој што е решен, и тоа се чувствува. И во јавното мнение, во анкетите, кога македонските граѓани се прашуваат која држава ни прави проблем, каде имаме непријател, каде имаме неволја, Грција е се помалку проблем. А Бугарија е првиот проблем. Во последниве години, во сите анкети каде има такво прашање, и тоа укажува... Ама знаете дека после потпишувањето на договорот, и тоа е еден однос на отворени прекратки, пријателство, анкетите исто така покажуваат дека може релативно брзо тие пораки на политичката елита да се менува и однос. Секако, да. Многу зависи од тоа со каква содржина се полни политичката комуникација. Пораки, така е, да. Од тој простор, нели, што има во јавниот простор, каде многу доминираат пораките на политичарите. Ние имаме нерешен проблем
кој што стана исклучително сложен за решавање, бидејќи се измеша со европскиот процес, со процесот на реформи. Тоа беше прашање на кој што јас меѓу другото прво го невозможував додека бев во влада како вице-премиер за европски прашања, кога речи се сите други земји членки јасно укажува дека да се внесат идентитетски и историски прашања во пристапниот процес ќе биде Пандорина кутија за проширувањето. И колку и да велиме дека ова е преседан што се прави само еднаш, ќе се јави некоја земја членка што ќе отвори сличен проблем врз основа на овој преседан со друга земја кандидат. Освен комесарот Вархеи, кој што мислам дека имаше исклучително негативна улога во оваа приказна, практично немаше ниту еден друг представник на Европската комисија или друга институција во Брисел што се залагаше за мешање на пристапниот процес, копенхашки критериуми, демократски и економски реформи, со еден спор што е исклучително тежок, бидејќи допира идентитет, допира историја, допира јазик и така натаму и така натаму. Вие припаѓате на групата која вашите отворени критичари велат, ако му изброиш колку денови од како не е власт, тој застанува на другата страна и станува критичар на процес кој е само финализирање на нешто што всушност го подготвил Никола Димитров, а тоа е договорот за добрососедство, го подпиша Заев и Борисов. Дали во вас престојуваат нијанси од сето искуство дека не можеме да очекуваме да зборувате со истиот јазик на кој што зборуваат разочарани, вознемирани граѓани кои малку знаат за нештата кои се случуваат во заднина или малку знаат како се фасилитираат ситуации или договори кои треба да донесат до резултат кој не мора да ги содржи овие штети. Дали вие сте од кругот на луѓето кои што сметаат дека се додека не ги превоспитаме бугарите, тоа е вашата реченица, нема што да бараме во разговори со земја која во 21. век одбива да ни признава идентитет и јазик. Тоа е ваша формулација. Моите критичари, прво јас бев тој што предупреди вас новинарите и целокупната македонска јавност, кога во една јавна изјава кога заминував од владата, точно што ќе се случува. Предупреди дека напуштањето на правилото ништо не е договорено додека се не е договорено, или таа салама тактика, ќе не донесе во ситуација кога една по друга црвена линија ќе биде пробиена и ќе добиеме едно целосно неостварливо решение на масата, односно едно нерешение. Јас таков став имав и додека бев во владата, таков став имав и веднаш кога излеков, таков став имам и ден денес. Моите критичари, тргнувајќи пред се, предпоставам, низ сопствената призма, оти ние често ја правиме таа грешка, кога судиме за други, го употребуваме нашиот личниот вредносен систем, ја објаснуваа таа моја јавна критика како потреба за кариера, сега изгубил функција, еве го веднаш критикува. Истите тие што ден претходно ми понудија функција, амбасадор во Вашингтон, или ако не е Вашингтон, да бирам земја, меѓу другото за да ме замолчат. Еве да ве прашам, ако аргумент на министер кој во нивице потпишал договор во кој за еден голем блок во македонската јавност е предавство кое немаат намера ниту да го простат, ниту да го разберат, ќе даде изјава после францускиот предлог дека тоа е преседан во многу нешта или опасност во многу нешта, но преседан дека една влада може да се втурне кон решение, меѓу другото и за уставните промени за кои нема мнозинство во парламентот, односно нема 2/3. Истите тие вие ги немате исто така во нивице, дури имате само 60. Има една огромна разлика. Ако не поминеа уставните измени за додавање на придавката Северна кон името Македонија, Преспанскиот договор немаше да влезе во сила и немаше да остане.
Тоа е во согласно одредбите на самиот Преспански договор. Претходната влада направи еден пакет епски сгреши, направи еден неостварлив пакет, вклучувајќи едно прашање што има потенцијал да предизвикува секојдневна политичка агонија на македонската страна, го измеша со копенхашките критериуми, го вметна во пристапниот процес, ветувајќи на секаде дека ќе обезбеди двотретинско мнозинство за уставните измени, меѓутоа таму нема одредба некаде дека ако во тоа не успеат, оваа работа не може, нема договор, нема пакет. Не успеа, така што тоа е клучна разлика која што во вашето прашање не ја начнавте. Преспанскиот договор немаше да влезе во сила доколку Македонското собрание не ги изгласаше уставните амандмани. Добро. И немаше да има договор. И втората меѓувладина конференција нема да се случи додека ние не создадеме 2/3 во македонскиот парламент. Идејата всушност ми беше дека ние се обедуваме да толкуваме дека надвор од секоја правна рамка делувала владата, затоа што немало мнозинство, не постои начин на кој однапред ги прашувате пратениците. По таа логика, владата ги праша пратениците да се изјаснат без еден клучен елемент на пакетот, а тоа е вториот протокол. За разлика од бугарските пратеници, кои што дебатираа и гласаа имајќи увид во сите елементи, заклучоците на Советот, предлог преговарачката рамка и вториот протокол, македонските пратеници немаа увид во вториот протокол, а гласаа за текст декларација која што често е спротивна содржински на одредбите на вториот протокол. Тоа е меѓу другото за втората меѓувладина конференција. Ние сме единствена земја кандидат во историјата на проширувањето на Европската Унија, на која што и требаат 2 меѓувладини конференции за да го отвори процес. Еве, тоа не е точно. Знаете како не е точно? По иста траса се движи и албанците. Апсолутно не. Има огромна разлика меѓу нашата прва меѓувладина, која што беше политичка, за да се каже дека сме имале меѓувладина. Бидејќи тогашните наши јунаци во големи наводници бара се ќе прифатиме само да можеме да кажеме дека сме почнале преговори. И тоа и добие. А денес нашите европски сојузници, нашите европски партнери ни велат: ама вие не ги почнавте вистина преговорите. Тие ќе се почнат со втората меѓувладина конференција. Значи, без имање на двотретинско се вети работата, се напушти црвената линија што јас, додека бев внатре, јас ги пишував одговорите на точките 4+1. 2 години претходно. Каде што тогашната позиција на владата беше уставните измени ќе влезат во сила кога Македонија ќе стане полноправна членка. Одложеното дејство беше став на тогашната влада. Добре. На СДСМ и на ДУИ. Предводена тогаш од премиерот Заев. Замките кои може би треба да се разговарат. И знаете, дали се сеќавате на изјавата на фриската министерка за европски прашања, Каролина Едштадлер, која на самата прва меѓувладина, она си го објави својот настап на Твитер во PDF. И меѓу другото и пораката и беше таква: ова го направивме сега и никогаш веќе да не го направиме. Мешањето на спорот со пристапниот процес, спорот ваква природа. И вториот протокол, задната врата преку која што влегуваат значи заклучоците се зборуваат само за уставните амандмани. Меѓутоа, содржината на вториот протокол и реферирањето на вториот протокол на европскиот процес го прават целиот пакет. Не живееме на изолиран остров. Нашата приказна нас не боли. Нашата резигнација од тоа што нашиот
прв сосед со кој мораме да развиваме добрососедски односи, постојано се обидува да не држи во некаков 19 вековен наратив, со силата, искуството, наследството од претходните години што го имаат, тоа најчесто и позицијата која имаат во овој момент во ЕУ е, како се вели, битка која не е со еднакви оружја. Така е, но се согласувам. ако погледнеме ладно, како што вела дека треба да гледаат министрите за надворешни работи кои треба да фасилитираат политика, а не да ги спружаат своите емоции, низ вакви замки, некои од нив дури и потешки од нашата, ама ние никогаш од наша визура не велиме дека се потешки. Во соседството имаме ситуација во која не е модел на самоопределување, туку на бомбардирање до самоопределување и создавање држава. Со услов на земјата, таа држава, ако сака да стане членка на Европската Унија, дека мора да ја признае за Србија. Тој услов и го дава дури земји членки кои не го признале истото тоа Косово, но веројатно Србија нема право да им рече 5 од вас не го признале. Условот за Србија во целосно поглавје е дека мора да го признае Косово за влезот во Европска Унија. Во помеѓу така наречените блокади можеме да видиме серија од која Хрватска 6 пати ја блокирала Србија, Бугарија за бугарското малцинство 4 пати ја блокирала Србија. Сакам да речам, не сме толку многу ексклузивни во притисокот и болката, но дали влегуваме во опасниот наратив во кој ние се обидуваме да ги живееме софиските аспирации и со се помалку и помалку самодоверба пристапуваме кон политичкото решение или цртањето на нашата стратегија, на патот. Ако ги препрочитате протоколите, меѓу другото сте бранеле Македонија и во Хаг, ништо од формулациите во тој втор протокол не создава правна обврска која нас може да не пенализира. Формулација од типот поддржува и охрабрува, тоа е срцето на историската комисија, не можат да не доведат во ризик. Тие не создаваат основ ако комисијата не создаде содржина. Бидејќи, причина за приговарање може да биде доколку владите не ги спроведуваат веќе донесените заклучоци. Во таква ситуација не сме. Прашање на толкување. Дали пресилно се стравуваме за наратив кој нема да исчезне, за ситуација во која на можеби на Бугарија треба време да се ослободува од долги години наратив кој е запишан и во учебници, и во историски книги за поседот кон оваа приказна овде. Ние мора да учиме од, велат мудрите учат од туѓите лекции, ние барем да почнеме да учиме од нашите искуства. Факт е дека имаше едно големо изневерување од нашите европски партнери после Преспанскиот договор, каде најголемите лидери имаа експлицитно ветување до македонските граѓани: поддржете го овој компромис, почнувате на европскиот пат веднаш. Тоа не се случи. Јас мислам... Господин Димитров, Дозволете ми за да ви македонската влада ја акомодира својата одлука и вклучително референдумот, тие дојдоа на наше барање. Внимателно ве слушав со прашањето. Што ќе се случи со нашите македонски граѓани кои во моментов околу 1/3 веруваат дека Европската Унија е сериозна околу проширувањето? Значи, скептицизмот експлодираше кај нас, поради овие маки. Јас сум секоја недела, дали на панел, дали учесник на конференција за проширувањето и работам активно во неколку проекти со европските интенкови. Јас минатата недела се вратив од Прага, а во Прага дојдов директно од Берлин, каде што бев со група think-танкери, да видиме какви се политиките, дали можеме да насетиме кои се правците што ќе ги турка новата германска влада во однос на проширувањето и на Балканот. Нема сериозен познавач на проширувањето кој јавно не вели, и тоа не е задоволство, јас сум против себе виктимизација и да паднеме во замката дека ние сме жртва и дека никој не насака, тоа не е точно. Во основа многу малку фер
и принципи има во денешниот свет. Меѓутоа, исто така е факт дека нема брутална приказна во проширувањето како да не се прави проширувањето од македонската. Ние доцневме не заради тоа што немаше доволно реформи, не заради тоа што бевме дел од војните и насилствата во бивша Југославија, ние доцневме заради нашите комшии кои што наметнаа свој прашање. Прво Грција, за кратко Франција и после тоа гордо го зема тој пехар Бугарија. Така што тоа е факт, тоа е дел од реалноста. Добро, за кратко Не мислам дека помага ние сега во ова, значи мора да преземеме одговорност за оваа реалност и да видиме што е рационално, како да одиме напред. Мислам дека не е рационално во ситуација кога официјална Софија вели уставните измени се само првиот чекор. Тоа е во соопштението на Министерството за надворешни на Бугарија по средбата со министерот Мацунски на маргините на Михенската конференција. И неколку пати во интервјуа, значи, има амбиции што ние нема да можеме да ги пресретнеме. Нема да можеме да ги испорачаме. Ама гледате, тоа значи... Ова може да го кажува интелектуалец кој има право да се плаши и мисли дека нешто разбира. Не. Човек кој бил бивши министер за надворешни работи. Одговорен лидер на својот народ ќе преземе мерки и ќе најде начин како тие ризици да ги намали. Како следното вето... Продолжете реченицата. Како следното вето, кој што не е невозможно, дури би рекол е изгледно, да стане прескапо. Како да се намали ризикот, да не одиме ние сега оти кој ќе ја подигне топката на европските интеграции во македонски услови, ако и после уставните измени ние добиеме нова блокада. Значи, закопана ќе биде. Може ли кога реченицата завршува дека уставните промени се само почеток, да знаеме дека продолжение на таа реченица е, но треба да ги превземете обврските за говор на омраза, обврските за акцијскиот план, обврските кои што се опишани и дека да речеме, тоа не е отварање на бунарот од кој ние се плашиме, туку се реално превземените обврски кои не велам дека нема да бидат деликатни, да речеме акцијскиот план за малцинства. Дали ме разбирате? Ние непотребно сме ментално во една блокада, толкувајќи дека знаеме колку страшни, непристојни 19-вековни прашања ќе се обиде Бугарија да подметне. Ама тие не ги крие другата страна. Тоа е проблемот. Дури и во јавност. Ама таа може да ги раскажува. Сега од мене прашањето до вас е: препознавате ли дека тие може да ги протнува низ процесот? Инаку не се слагам со толкувањето околу историската комисија. Два елемента има. Едниот е владите ги охрабруваат, поддржуваат историчарите да испорачаат, каде што толкувањето вели веројатно овде нема обврска за резултат. Меѓутоа има и друг момент кој што вели до крајот на пристапниот процес, целата историја ќе се заокружи, ќе се заврши работата на Комисијата за историја и се ќе се внесе во учебниците. Или средниот век, да речеме, е посебно истакнат како нешто што треба да се заврши пред втората меѓувладина конференција. И конечно Бугарија на советите во Брисел ова го толкува како обврска на резултат. Добро. Ние можеме да го толкуваме вака како што ни одговара, ама ќе се соочиме, а самите велите, и тоа е точно, асиметрична е релацијата. Они се земја членка, ние сме земја кандидат. Но знаете дека нема мерливи индикатори во правна смисла. Секоја реченица што почнува, двете влади се обидуваат, се обврзуваат да го поттикнат и охрабрат процесот. Дури тој последен член кој што го коментирате од протоколот почнува на ист начин и вели: ги охрабруваат да работат, тоа не мора да значи дека тие ќе ја завршат работата, додавам јас. И на крајот завршува дека тоа треба да ги оправда нивните цели, а целта на двете влади да ги охрабруваат е да завршат својата работа до членството на Македонија во Европска унија. Но на ниеден начин на големата маса кога ќе се вратат не можат да речат: Македонија е виновна во комисија во која се расправа 7-7. Дека Македонија е виновна зошто? Од римско право има една максима: nemo iudex in sua causa. Никој не може да суди во својот спор.
Ние во моментов со Бугарија имаме ситуација на страна во спор која што е судија, како земја членка, која што најмногу ја интересира, меѓу другото, работата на Комисијата за историја. Не многу тоа ќе ја интересира Данска, или Германија, или Чешка. Затоа, ова мора да се поправи. Ако сме внеле билатерално прашање, и сега велиме ова е сега европско прашање, а и алатките да ги направиме европски, и форматот. И тоа значи... Па дури еве ќе бидам... Тоа значи дека во собата, кај македонските и бугарските историчари, треба да има неколку или барем еден европски експерт. Како станало европско, кога нема мерливи индикатори, нема бенчмаркови, не го води Европската комисија тој процес на нагледување и стои прилично ниска формулација. Ке известува. Ке информира. И во последните параграфи... Ако правите разлика помеѓу известување и информирање. Во последните параграфи од преговарачката рамка има кристално јасни референци кон протоколот и резултатите од спроведувањето на обврските од овој протокол ќе бидат посебно земени предвид кога Советот ќе одлучува за чекорите во интеграцијата за земјата кандидат. Значи има еден систем целосно поврзан, ние не можеме слепо да се втурнеме во овој систем. Да. Тоа е неодговорно. Мора да ја направи. Значи, што е проблем ако ова сега прашање е европско прашање? Да поканиме земји со искуство од разговори за историја. Франција, Германија, Германија, Чешка, Германија, Полска, Словенија, Италија. Сите тие имале вакви комисии. Или Советот на Европа нека ни испрати експерт. Има една лабораторија за помирување и историја што инициираше Франција. Не може да останеме сами во собата билатерално, а проблемот сме го направиле европски. Тоа е нешто што може да се иструка и мислам дека така и самата комисија ќе даде повеќе резултати. Пауза за реклама. Ајде. Господин Димитров, блиц само за да имам некако представа, сакам да ви речам дека улогата или изборот на некаква аргументација која личи повеќе како да имам разбирање за софиската позиција отколку за нашата е само за да низ некаков диалог оствариме можеби малку повеќе точност околу тоа што сакаме да зборуваме за македонските позиции. Ако би требало да вреднувате, да речеме, амбиција дека сакаме во извештајот на Европскиот парламент за напредокот на Македонија, сега сме пред повторно гласање на 24-ти денеска премиерот повторно објаснува дека невозможните бугарски интервенции во Брисел сега одат на линијата дајте да не се изгласа, бидејќи проевропската влада не би сакала во Софија да се најде во криза наспроти прорускиот наратив или ентитети таму. Скоро тие исти причини 6 пати одеа на вонредни избори и епилогот повторно не е дека проруските сили нешто сериозно загубија во таа земја. Ова е само опис дека не баш многу имаме време да чекаме. Те Вашингтон во периметарот, тие ќе го свртат телефонот, те нова пристојна влада во Брисел, нас постојано во тој тлоцрт ни недостасува по некаква ногарка од тој чуден троножец. Дали да речеме, сметате дека ако го очистиме од емоции процесот, за нас е поважно дека не бевме оштетени без оглед што бугарите мислат за нашиот јазик, дека добивме подпис на Фронтекс кој јасно пишува македонски јазик, наспроти да речеме сега, условно, трагедијата во Европскиот парламент дека нема да помине амандман кој што треба да го опише нашиот идентитет и јазик, иако тој дури не мора да стои во извештај за напредок на една земја во сега веќе 2 години, затоа што едната не се подготвуваше поради изборите. Ова како контролно прашање. Да. Еве, Бугарија декларираше своја изјава на првата меѓувладина. Што инаку говор на омраза. Веќе кога зборуваме за говор на омраза. Таа изјава
беше навреда за нас македонците. И тука е, значи не можеме ова да го гледаме технички решањево. Ние мора да тргнеме прво од анализа. Дали постојано престојувајќи во басната, во нарацијата, во нашата важност од приказната, ние можеме да го загубиме процесот, да го загубиме епилогот, на кратко ќе се свртиме да речеме добро, се ова не се случи, затоа што бевме навредени, вџашени, избезумени од поведението на една Бугарија која не успеавме да еманципираме у своите ставови. Имате ли свесност дека нема да еманципираме никогаш Бугарија? Не е тоа наша задача. Добро. Сите нации си имаат собствена и затоа ви го поставам ова прашање. И убаво што ќе и да биде мислат на крај сите Фронтекс да е на македонски. Убаво ќе биде сите да растеме. Да сакаме на соседот да му биде подобро, бидејќи тоа автоматски значи дека и нам ќе не биде подобро. Ќе имаме поголемо влијание за нашите реални интереси кај тој сосед. Имаме баги за растење во нашиот регион. И кандидатите и земјите членки. Наша обврска е ние да видиме што со себе и каде ќе одиме. Тоа почнува со анализа каде сме. Во најавата беше спомнат зборот моментум, кој што малце го подизлитивме во последниот период. Па нема еврокомесар кој не ни порачал фатете го моментумот и сега тоа од безброј моментум е како басната за волкот. Факт е дека руската агресија врз Украина ја подразбуди Европската унија. Намерно велам подразбуди, а не разбуди. И го врати проширувањето во центарот на дебатата заедно со неколку други големи прашања. Исто е факт дека предизвиците во трансатлантските односи по победата на Трамп во САД, исто така дополнително оној говор на Мерц по изборната победа во неделата навечер, кога вели мораме дизгинот да го земеме за сопствената безбедност и иднина, континентот. Не можеме со сигурност да се подпираме веќе на американската поддршка и грижа за европската безбедност. Во таа смисла проширувањето станува геополитичко, па дури би рекол безбедносно прашање. Оваа Европска комисија вети дека проширувањето ќе биде приоритет и бидејќи ветила ќе сака да покаже успех. Имаме комесар за проширување кој што ќе турка. Сега комисијата не е тој што одлучува. Таа го води процесот, одлучуваат земјите членки. Добро. Ако ме прашате да се кладиме, и тоа често прашувам експерти низ Европа, ќе има ли нова членка до 2030? Одговорите се различни, бидејќи зависат од земји членки. Што ќе биде со Франција каде има обрска за референдум и 3/5 во двата дома ако нема референдум? Каква влада ќе има сега избори пак во Холандија во октомври? Што ќе биде со Унгарија ја блокира Украина, отварањето на првиот кластер. Меѓутоа факт е дека има процес и дека има изгледи да има нови членки. Ние мислам дека по се што поминавме во овие 20 години земја кандидат, ќе направиме голема грешка ако не сме дел од тој процес. Ама не само за да бидеме, туку поучени од претходното искуство, да најдеме начин сите заедно, прво што помалку ова да биде предмет на партиско тепање дома. Преважно е прашањето за на тој начин да се лизга, да ни зборуваме што сакаме од нас за следниве 10, 20, 30 години. Мора посериозно и мора да сме единствени во стратегијата што ќе усвоиме. Во сите партии има по некој што ова го разбира. Ај тие луѓе, заедно со граѓанскиот сектор, експертите, ај да видиме каде сме, ај да видиме како да го намалиме ризикот од бескрајна агонија за историјата, идентитетот и јазикот, како да биде вистина процесот повеќе за Копенхаген и во крајна линија како вистински заедно со Бугарија и ние да растеме, од еден ден вистина треба да станеме блиски пријатели. Тешко е, бидејќи многу грешки се направија и тоа почнаа, за жал,
од земјата членка во оваа ситуација. Две клучни работи има. Ќе ги повторам, бидејќи мислам дека е важно за граѓаните да знаат. Како да се осигураме или барем да се намали ризикот дека по уставните измени нема да има нов хаос, ново вето, нова блокада. Како да направиме нешто што за Софија ќе биде скапо па повторно да не блокира? Политички ли, унилатерално ли, во договор со други ли, и како тоа што е внатре во пакетот да стане поостварливо. Во историската комисија, ние за тоа зборувавме вечерва, и акцијскиот план да биде вистина акцијски план за малцински права согласно европски стандарди, а не една желботека што ќе оди вон стандардите и ќе ги дува, па пак ќе заглавиме на некои паркинг. Добро, вистинскиот канал би требало да бидеме внимателни на вистинските точки кои се во описот на нашите обврски. Скоро никој овдека не знае ништо за акцијскиот план. Тој е даден на комуницирање, а ми се чини дека ќе биде една од важните точки можни за вентилирање со Софија, или да не го користам зборот, може би за некакво преговарање со Софија, да олесниме на другите позиции на кои што сега таа е застаната и ние сме застанати. Пауза за реклами, па ќе завршуваме во овој дел. Имаме 6-7 минути до крај. Председателката е преполна со цитати од грчката митологија. Таа за моменталната состојба опишува Македонија на прокрустова постела. Се обидеш да прашаш кој би бил тој Тезеј што ќе ја заврши работата, станува потполно нејасно, веројатно дека не сме во таа позиција. Владата во една прилично изолација, Будимпешта ја смета за и да одам на гости и да ми дојдат гости. И особено кога ќе се појават во Скопје, таа нарација, да бидеме индискретни, кога си седиме сами, како што вели Питер Сијарто, и кога е тоа затворена врата, овде доаѓаат и ве мамат некаквите други нивни колеги од Европската Унија, но тој е искрен со нас и вели дека кога си седат сами, оваа тема воопшто не е на масата и дека секој што доаѓа, предпоставам како и данската министерка за Европа вчера, и ви велам, ве молам, препознајте го моментумот, придвижете се, дека всушност не лажат. Дали од се ова разбирате дека ова е една совршена игра на статус-квото, дека владата развива еден сосема друг концепт во кој има многу пари, прилично ризик, малку транспарентност и дека ова само треба да биде обкружување, дека спасуваат Македонија без никаков особен рецепт кој што го разговараме, а изолацијата е се повеќе од јасна и темата скоро на сите анкети веќе почнува да го губи здивот. Ние легитимно е инаку целта да биде и поинаква. Со две задршки, па ќе следува одговорот. Еден вид квалификации. Прво, за жал ние имаме многу причини да сме лути, разочарани, да немаме баш доверба во зборовите од европските партнери, заради последниве години и нашата судбина со ветата. Второ, мислам дека толку лош е чворот што го наследи оваа влада, она е колку една година. Што мислам дека и Кисинџер и Бжежински заедно да ги имаат во тимот, пак ќе биде многу мачно да се најде патот, да се одврзе чворов. Затоа што, и еве гледачите да ги упатам да направат споредба, како се глаша се преспанскиот договор во грчкиот парламент, со одвај обично мнозинство, и како се гласаше пакетот во Бугарското народно собрание со огромно мнозинство. Ние имаме ситуација, ние имаме проблем со сосед кој што има голема победа на хартија. И многу ретко, или веројатно никогаш, нема да има политичка сила и играч што заради нешто ќе се одлучи, едноставно е преполитички скапо. Нивните барања од рамковната позиција, од декларацијата се
преточени сега во овој пакет. И затоа нивната позиција е ќе се чекаме. Условите се јасни, кога тогаш таму ќе има некаква свест дека само вака може и никако поинаку. А тие се внатре, ние сме надвор. Затоа сите критики мене, особено во нашава дневна политика, ми се треба скромност малку. Мислам дека опозицијата сега треба пред се да се соочи со реалноста дека тоа беше грешка и да понуди соработка како да се најде патот напред заедно. Имајќи во предвид делумно полемиката на заминувањето, вие наспроти Бујар Османи имате ли доверба во него? Вие рековте не. Ова што го прави премиерот, за мен има една чудна формула, која може да биде подоцна опасна. Значи, тој е етнички албанец, тој вели дека ставил клинци во нозете и раците на македонскиот идентитет со подписот на овој протокол, што би требало да му биде многу лесно, затоа што тој не дели идентитет како нашиот, а имало властување и пенкало тоа да го стори во име на нашиот идентитет, што подоцна може да стане проблем како ќе се развиваат работите, бидејќи ако градите наратив дека еден албанец не предаде, а притоа во таа изјава на Христин има прилично еден пристоен однос кон СДСМ, како да не се виновни, како Бујар Османи да го приватизирал целиот тој процес и одлучил сам да ја изведе работата. Мојата поента е, ако почнеме така многу да се разликуваме ние Албанија, ако овде си ги пуштаме овие стрели на злоупотреба и предавство од внатре, дали сме ние во шанса на, како беше формулацијата, мислам на Самарас, оставете ги, ти имаат доволно потенцијал од внатре да почнат да се разбаѓаат. Има ли шанса за таква опасност од нов потенцијал, бидејќи сега веќе Македонија и Албанија не делат исти амбиции, не сте во истиот процес и не така на долга патека ќе препознаеме како сериозно се разликуваме? Бара повеќе заедништво во наоѓањето на патот. Мене многу ме радува кога низ анкетите гледам солидарност со мака што етнички пред се не тангира нас македонците од нашите сограѓани етнички албанци. Имаше скоро, сега гледав едни анкети, не е баш дека ние сме 80% не интересира Европската Унија, ова не боли и ние сме против, а 80% од нашите сограѓани етнички албанци велат не ние тоа нас гајле, ние сакаме во... Значи не е баш така. Ама на тоа треба да се работи и да се негува. За мене... И во таа смисла ви го цитирав овој момент кој може да создава внатрешна фрагилност и одговорноста е политичка. Имавме премиер, имавме министер за надвореште, имавме вице-премиер за европски и во крајна линија имавме и председател, кој што исто така има игренци во надворештата политика, кој застана на таа страна дека тоа е доволно добро и дека треба да се прифати. Ама истовремено не мислам дека ни е корисно е во анализата. Ама нас сега ни треба заедништво во барањето на патот. Тешко е, бидејќи и од страната на овие што ја сварија кашата и го заврзаат шворот, стрели има и напади има. Не знам, вие сте антиевропски, вие сте... Тешко е да се гради заедништво, ако, значи, мора двете страни да покажат сигнали дека, например, таква работа направи ЛДП. ЛДП има од лидерката имаше официјална изјава, ние сметаме дека треба национално единство за ова прашање и ние го поддржуваме предлогот за одложеното дејство. Тоа е еден убав чекор, почеток кон градење заедничка позиција што не е невозможна, таа е многу тешка. Ама мислам дека и Бугарија ќе има интерес, прво, да не биде видена како непријател, второ, вистина да има луѓе, трговија, повеќе туристи, повеќе контакти, тоа се спласнува и паѓа, и да има вистина влијание овде, и ние таму. Да не биде најневлијателната на некој начин, а е земја членка. И таа има победа на хартија. Таа 3 години нема добиена резултати. И мислам дека тука има
простор да се најде пат што вистина ќе води кон членство, а не само кон уште една меѓувладина. Благодарам што вечерва бевте мој гостин. Благодарам. Имам чувство дека овие теми се повеќе ќе исчезнуваат и некако поводно понекогаш ќе се навратиме на нив, но можеби како што велите дека ќе ги разберат како ургентни, можеби ќе разговараат меѓу себе како да го исцртаат тој нов тлоцрт за тоа што би можеле да правиме. Благодарам почитувани, ви благодарам што не следевте вечерта и останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Пријатно.